Кратки најави за денешниот дневник. Охрид најпродавана еднодневна екскурзија од Албанија. Мерко доби ослободителна пресуда за набавката на аудитор. Со спортски игри во Охрид, лица со телесен инвалидитет упатија порака за важноста на социјализацијата. Објавени огласи за грантови до 10.000 евра за млади и рандливи групи. Трамп издал наредба за распоредување на над 2000 војници на Националната гарда на протестите во Лос Анџелес. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со дневна температура до 29 степени Целзиусови. Во текот на поноќта, понеделник кон вторник ќе преовладува ведро, ветровито и топло време. Поголем дел од западна и централна Европа утре ќе се наоѓа под влијание на циклонален систем кој што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Во останатите предели од стариот континент ќе преовладува претежно сончево и многу топло време. Балканот утре ќе биде под влијание на слаб антициклонален гребен од Медитеранот кој ќе услови претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови поради пристигнување на влажен воздух од северозапад ќе се развива нестабилна облачност со услови за локални врнежи од дожд и грамотевици во северниот и западниот дел на Балканот. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 28 до 35 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови услови за развојна нестабилност која што може да донесе нестабилно време со услови за слаби врнежи од дожд, а локално со појава на невреме и поројни врнежи. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 10 до 19 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 23 до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во вторник ќе преовладува претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Во попладневните часови со услови за локални врнежи од дожд и грамотевици. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно сончево, топло и ветровито време со појава на локална облачност. Во попладневните часови со услови за појава на невреме. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во четврток сончево и топло време со максимални 28 степени. Во петок ќе преовладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен
Бауцентар на улица Железничка. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид е најбарана и најпродавана еднодневна екскурзија за странските гости кои летуваат во Албанија. Голем број групи со автобуси секојдневно го посетуваат градот под заштита на УНЕСКО. Според странските водичи, треба да се работи на подобрување на патната инфраструктура од македонска страна, со што ќе се скрати и олесни патувањето, но и ќе го зголеми бројот на туристи. Охрид е најпродаваната еднодневна екскурзија во соседна Албанија. Се смета за најатрактивна дестинација за бројните странски гости кои летуваат на Јадранското и Јонското море, туристите од Полска, Чешка, Романија и голем број други европски земји со неколку автобуси дневно го посетуваат градот под заштита на УНЕСКО. Во Албанија неделно има по 6 чартери од Чешка или околу 1500 туристи, а од Полска речиси двојно повеќе. Секој втор букира посета на Охрид. Ohrid is our best seller. I would say we sell every. Охрид е нашата најпродавана екскурзија. Секој втор турист сака да го посети Охрид. Им се допаѓа комбинацијата од убавиот град, историјата, многуте цркви, езерото, природата. I think it's an amazing place. Мислам дека е неверојатно место. Премногу историја, премногу култура, убави споменици, но и природа, езерото. Ефтино е за нас да ја посетиме Албанија зависно од локацијата. Последниве години цените растат околу Драч, но Балканот се уште е ефтина дестинација за чешките гости. One day here, only we came here today like a couple hours ago. Доаѓаме на еден ден, дојдовме пред неколку часа. Искрено уживам во градот, многу е убаво, луѓето, храната. Во Албанија остануваме 7 дена. Иако овие гости кратко се задржуваат, те имаат значаен туристички импакт, плаќаат водич, влезници во музеи, цркви, ручек, купуваат сувенири, имаат прошетка со брод и го посетуваат манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски. Почнуваат од Албанија да патуваат кај нас. И мислам дека оттаму треба да ги искористиме секој момент, секој гостин, да не го вратиме назад, да го искористиме што повеќе, да ги остави парите кај нас, а и да ги вработиме луѓето. Но секако да се полни рестораните, да се полни дуканите, се што е можно би било добро. За жал, немаме многу кои тука остануваат. Сето тоа е транзитно, но барем да ги искористиме овој момент.
Албанија станува се попривлечна дестинација за европските туристи, а главниот туристички центар во земјава има бенефит поради близината. Според странските водичи треба да се работи на подобрување на патната инфраструктура од македонска страна. Градоначалникот на Струга Рамис Мерко доби ослободителна пресуда во случајот со набавката на луксузниот автомобил Audi A6 вреден 67.000 евра и уште 3 други автомобили. Судот утврди дека во процесот на јавната набавка немало докази кои укажуваат дека Мерко ја злоупотребил службената положба. Судијата Јордан Јованов во усната објава кажа дека судот не утврдил дека Мерко сторил кривично дело. Неговиот адвокат Игор Петковски вели дека со тоа што судот не утврдил ниту еден доказ или повреда на некоја законска одредба од страна на Мерко, пресудата покажува оти не било сторено никакво кршење на законот при набавката на службените возила, чија вкупна вредност изнесува 114.000 евра. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал го гонеше струшкиот градоначалник за злоупотреба на службената положба, бидејќи спротивно на начелата на законитост и спротивно на јавниот интерес, во услови кога општината имала неподмирени долгови и блокирана жиросметка, набавил 4 моторни возила, со што го оштетил буџетот. Со спортски игри и дружење во убавиот Охрид, лица со телесен инвалидитет упатуваат порака дека социјализација и рекреација на лицата со попречености се неопходни за нивна подобра психофизичка состојба. Меѓународна креативна работилница за лица со телесен инвалидитет се одржува во Охрид во организација на Сдруженијето Мобилно Скопје. Членовите на Сдруженија од земјава и од соседството се надпреваруваа на градскиот плоштад во параолимписка дисциплина бочење, која е адаптибилна за сите лица со инвалидитет. Целта е стимулирање активности за социјализација и рекреација на лицата со попреченост. Ваквите дружења, ваквите корелации се од огромно значење, од тоа што се видливоста се зголемува, конекциите се зголемува и искуствата се секогаш оние кои што се на првата борбена линија, кои што на нам ни се неопходни, бидејќи секогаш нешто од нив учиме едни со други за некои новитети, за некои ситуации кои што можеби ние ги знаеме, они не и така натака и едноставно шириме мрежата, ширејќи мрежата, информираноста е секогаш многу поголема. Учесниците на спортските игри ги користат апартманите во Охрид на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет, се дружат и упатуваат порака дека животот продолжува и треба да се биде активен и вклучен во општеството, со што се подобрува самостојноста, самодовербата и целокупната психофизичка состојба. Овие дружби вака ги направивме, значи со цел и со намера за да бидеме поистакнати и повидени низ самава држава. Ние треба да излегуваме. Напротив, затоа ги правиме и овие дружби, за да видат тие лица што седат дома дека ние нормално живееме, у смисол дека треба да се дружиме и да се активираме во, например, во вакви спортови, во креативни работилници, поезија, музички настани правиме. Мобилно Скопје брои 2700 членови и редовно организира активности во рамки на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет. Објавен е јавниот повик од оперативниот план за вработување за 2025 година, кој се однесува на 2 нови мерки наменети за невработени лица кои сакаат да започнат сопствен бизнес. Како што соопшти министерот за економија Бесар Дурмиши на денешната пресконференција во владата, рокот за аплицирање е до 20 јуни. Првата мерка е намената за лица постари од 29 години и предвидува финансиска поддршка во износ од 430.500 денари за основање на нов бизнис. Во специфични случаи за обработување на лица со попреченост се нуди и дополнителна поддршка до 250.000 денари. Втората мерка е креирана за младите до 29 години возраст, кои имат можност да добијат поддршка до 615.000 денари за создавање на собствен бизнис. Двете мерки вклучуваат и обука за предприемништво, изработка на бизнис план според стандардниот модел на Агенцијата за вработување, како и менторство во трајање од 6 месеци за целните групи.
вклучувајќи лица со попреченост, припадници на ромската заедница, жени од руралните средини што започнуваат агробизнис, како и жена од ранливи категории. Категории што може да аплицираат се невработени лица евидентирани во Агенција за вработување, корисници на гарантирана минимална помош, лица со попреченост, повратници од странство, жени жртви на родово и семејно насилство, како и граѓани кои сакаат да ја формализираат својата досекашна неформална дејност. Денес започна тактичко-техничка вежба на Арама во водите на Охридското езеро. Од денес, 9 јуни до 11 јуни, од 10 до 16 часот на плажата Бафало Бич, во близина на езерската полиција, припадници на армијата на Република Македонија ќе реализираат тактичко-технички активности. При тоа припадниците на баталјонот за специјални сили во водите на Охридското езеро ќе употребат артифици, средства за звучни ефекти и друга опрема. Сите активности во рамките на тактичко-техничките активности покрај воено ќе имаат и полициско обезбедување, што ќе го извршуваат припадници на полициската станица Охрид и полициската станица за граничен надзор Охридско езеро, езерска полиција. Од СВР Охрид упатуваат апел до граѓаните да ги почитуваат насоките на службените лица задолжени за обезбедување на овој значаен настан. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата. Од ноќеска на полноќ малопродажната цена на евродизелот се зголемува за 1 денар и ќе изнесува 66 денари за литар. Поскапуваат и екстра лесното масло за домаќинство и мазутот. Екстра лесното масло за домаќинство поскапува за 1 денар и ќе се продава по цена од 68,5 денари. Цената на мазутот се зголемува за 0,6 денари и ќе изнесува 38,5 денари. Цената на бензините остануваат непроменета, односно 74,5 денари за Евро Супер БС95 и 76,5 денари за Евро Супер БС98. Го завршуваме првото издање на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!